Остра дебата денес имаше на седницата за пратенички прашања помеѓу опозицијскиот лидер Венко Филипче и премиерот Христијан Мицкоски. Клучен момент беше темата за животниот стандард, а посебно за унгарскиот кредит, кој за Филипче е неоправдан, но за Мицкоски исклучително важен. Последни сме во Европа по стандардот и по примањата. Најниски, на дното. Не само што сме на дното. Нема изгледни политики, најави кои што тоа ќе го коригираат. Нема најави за зголемување на стандардот. Нема најави за зголемување на платите. Се порасна. Сите цени се зголемија. Излеза во јавноста, не од кај нас, повторно, од Европа, од Унгарија, дека ќе се испита унгарскиот заем. Ве предупредувавме. Зошто зимате 1 милиарда евра сомнителни пари? Излегува дека луѓето сметаат дека имаат кинеско потекло. Загрозен ли е нашиот стратешки правец на движење, на задолжување, на концепцијата на задолжување во земјава со тој кредит? И не ставивте на мапата на срамот на Европа дека сега има сомнеш дека нашата власт ја ставила државата во некаква сомнителна сделка. Самото тоа што излезе веста од Унгарија дека практично е даден заем на Македонија по преференцијални услови, отвара потреба за темелна истрага во рамките на самата држава Унгарија, а со тоа ние покажавме дека како држава сме успеале да обезбедиме ефтини средства, односно да бидам попрецизен, наефтини од сите други држави кои што во тој момент ги обезбеделе. И тие средства, половина ги потрошивме за да вратиме евроврзница од 500 милиони евра, половина, односно четвртина од другата половина ја користат преку субвенциониран заем со каматна стапка од 1,95% компаниите, претпоставувам и они го слушаат тоа, а останатите 250 милиони, заедно со други 250 милиони, се употребени и искористени за финансирање на проекти во општините, вклучително и во оние општини во кои што вие имате неколкумина градоначалници. Јас мислев дека вие ќе излезете и ќе пофалите зашто државата направила таков аранжман, за кој што самата унгарска влада вели дека е по преференцијални услови, дека унгарските граѓани ќе требало да плаќаат 250 милиони евра дополнителни камати и така натаму, вие повторно излегувате и кажувате работи кои што не се вестините. Кој е виновен за квалитетот на водата која граѓаните ја пиеле некогаш и сега? Кој крил анализи и чија е одговорноста? На овие прашања денес повторно со обвинување во јавност излегува СДСМ и ВМРО ДПМН. Водата е загадена во пола држава. Во Гостивар, во Валандово, во Скопје, во повеќе општини, а не имате одговор на многу прашања. Чија е одговорноста? Кој правил контрола? Зошто не се јавувале и пријавувале соодветно резултатите? Водата беше загадена во болницата во Лешок. Внимавајте. Резултат од примерок земен од чешма во болница каде што лечат и се лекуваат пациенти. Нема одговор за тоа какви се резултатите сега. Зошто не ги објавувате резултатите од водата во Гостивар? Зошто имате контрадикторни изјави? Вие едно, министерот за здравство друго. Дека наводно ќе било добро за пиење, а потоа ќе било само технички исправна водата. Граѓаните се труеле со години, а Социјалдемократскиот сојуз и Филипче како министер молчеле иако добиле анализи од приближно 400 испитувања за загадена вода. За 400 испитувања не било постапено, ниту пак биле известени граѓаните да не ја пијат водата. Венко Филипче денеска се обидува да држи лекции за заштита на здравието на граѓаните, а токму во неговиот мандат како министер за здравство и истоимената институција Министерство за здравство располагале со информации за стотици случаи на неисправна вода за кои граѓаните и јавноста не били информирани. Денес истиот човек кој не им кажал на граѓаните што пијат тогаш, денес се обидува да се представи како заштитник на јавното здравје. Меѓународен финансиски тим од Светска банка и Европската инвестициона банка заедно со министерот за здравство Сашо Клековски денеска беа во Штип на темата до изградба на клиничката болница. Завршувањето на клиничката болница Штип е највисок приоритет на владата, на министерството
и секако на градот и на регионот и ќе биде во целосен фокус. Светската банка и Европската инвестицијска банка се вулга и на финансири и на техничка поддршка на проектот. По посетата предстои фаза на брифирање. Пошто ќе утврдиме точната временска рамка на завршување на тендерската документација, објавување на новиот тендер и избор на изведувач за завршување на работите во клиничката болница Штип. По 3-годишен застој, односно прекин на договорот, ставаме максимален приоритет и екипираност да се подигнеме на нивото на задачата да ја завршиме работата. Очекуваме целосна поддршка и од болницата и од општината, бидејќи сите заедно сме заинтересирани да ја исполниме задачата. Кога би можеле најрано да започнат работите? Ние очекуваме за 2 месеци да бидат готови ревизиите на постоечката ситуација, што ќе биде основа за објавување на меѓународен повик за завршување, да дадеме 3 месеци за избор на добавувач и на склучување на договор. Ќе работиме со компании со меѓународна репутација и капацитет да ја завршат работата. Морам да кажам дека сега имаме и одредено искуство со реконструкциите на оперативните блокови во 8 септември во клиничкиот центар, кој се најсензитивниот дел и најскапиот дел во овој зафат, така да мислам дека можеме да донесеме мудри одлуки за да нема проблеми како што имаше во претходниот период со изведувањето на работите. До овој момент клиничката болница Штип финансиски е на 30% од нивото на изградбе и трошоци, а за останатиот дел преку меѓународен тендер ќе се обезбедуваат останатите средства. Во однос на штетите, санацијата и изградбата на новиот покрив, кој од невремето беше оштетен, состојбата е следна. Првична проценка е во денари неколку милиони, но чекаме извештај од осигурителната компанија и уште една проценка затоа што после првиот чин од невремето секако се појавуваат и други делови и работи кои треба да се реконструираат. Тоа се однесува на кровот на третиот спрат, каде што е сместено ортопедското оделение и ортопедската сала, како единицата за интензивно лекување и кома центар. Тие се најоштетени бидејќи се останати без кров. Министерот Клековски денеска потврди дека Министерството за здравство има фонд за оваа намена и дека ќе интервенира покривот на Штипската клиничка болница да биде саниран најбрзо. Планираната изградба на дата центри не е никаков ризик за природата и околината, изјави денес министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Во ниеден момент нема да ја компрометираме животната средина со било каква инвестиција која што би се случила во државата. Секоја градба мора да помине елаборат за животна средина, особено кога тоа станува збор за странски инвестиции, и нема да дозволиме да има било каков негативен ефект на животната средина. Во консултациите со сите релевантни експерти кои што се однесуваат на IT, машинство, индустрија, нема човек кој што зборува против изградба на центри за податоци. Прашањето е големината и соодветно како тоа ќе има влијание на животната средина, но нема да направиме ниту еден чекор кој што значи злоупотреба на животната средина. Во истиот контекст Андоновски појаснува. На што се размислува се центри за податоци сместени во индустријски зони, во технолошки развојни зони, размислуваме за центри за податоци на место каде што веќе има постоечки фабрики, што се браунфилд инвестиции, така што во ниеден момент нема да се сечат дрва или да се уништува животната средина за да се изградат центри за податоци. Мислам дека тоа беа теории на заговор и желби на определени поединци да создадат еден вид на лажна хистерија во општеството. Изградбата на дата центри во државата е еден од приоритетите на владата со оглед на постојаната дигитализација и развојот на IT интелигенцијата, но намерата кај дел од јавноста предизвика реакции, а најчесто како жртва на нивната изградба се посочува токму природата. Министерството за дигитална трансформација и Државниот инспекторат за земјоделие промовираат 2 нови електронски услуги кои се однесуваат на компаниите извозници на вино.
Јас би кажал дека новите услуги на Државниот инспекторат за земјоделство се особено значајни затоа што директно го поддржуваат и поттикнуваат стопанството. Станува збор за постапки поврзани со квалитетот на земјоделските производи и извозот на вино, односно со сектори што создаваат домашна вредност, обезбедуваат работни места и ја представуваат Македонија на најдобар можен начин на странските пазари. Целосно се дигитализирани услугите уверение за квалитет, сертификат за земјоделски производи, преработки и стоки и уверение за квалитет V1 сертификат за извоз на вино. Со нивното поврзување со националниот портал за електронски услуги услуги.gov.mk, компаниите покрај сертификатите во хартиена форма од сега ќе можат да ги добиваат и во електронска форма со иста правна важност. Услугите се активни од денес и тие се поврзани со националниот портал услуги.gov.mk. Големи шумски пожари беснеат во неколку делови од Грција, а најлоша е ситуацијата на островот Крит во областа Ретимно, каде што пожарникарите се борат со пожарот веќе втор ден, разгорен од силните ветрови. Поради налетите на ветар што достигнуваат до 125 км на час, хеликоптерите и другите авиони не се во можност да помогнат во гаснењето на пожарот. Тројца пожарникари ги загубија животите за време на операцијата. Околу 8000 жители и туристи беа евакуирани од неколку населби во областа Ретимно, вклучувајќи го и туристичкото одморалиште Аја Галини преку ноќ поради пожарот. Пронајдените човечки останки во селото Мала Кулугерка кај Зубин поток повторно ја отворија едно од најболните и најнеразјаснетите приказни од војната во Косово. Премиерот на Косово Албин Курти изјави дека првичните сомневања упатуваат на можноста останките да им припаѓаат на 23 интелектуалци од Митровица кои биле киднапирани и присилно исчезнале на 19 април 1999 година. Сепак, тој нагласи дека засега нема официјална потврда за нивниот идентитет. Од специјалното обвинителство на Косово апелираа јавноста да не носи предвремени заклучоци. Паралелно со искупувањата, уапсени се двајца косовски срби кои се осомничени за воени злосторства врз албанското цивилно население во регионот на Митровица. Поранешниот градоначалник на Сплит, Желко Керум, е уапсен синоќа во Вела Лука. Според информациите, апсењето е поврзано со истрагата за така наречената афера Пршут, угостителски објект во собственост на Керум во Каштела. Во предметот наводно се опфатени и уште неколку лица блиски до поранешниот градоначалник. Мејаната Пршут стана центар на еден од најголемите локални политички и градежни скандали во Далмација, откако медиумите го покренаа прашањето за незината легалност и начинот на кој беше легализирана. Градежната инспекција утврди уште во 2019 година дека објектот е изграден без градежна дозвола во област класифицирана како особено вредно обработливо земјиште. Донесена е конечна одлука за негово отстранување, но таа никогаш не е спроведена. Топлотна купола предстои во деновите што следуваат, а особено за викендот и деновите потоа. Температурите ќе биат до 39 степен, а некаде и повеќе. Под влијание на топол бран до крајот на следната недела времето ќе биде сончево и многу топло, исто во Штип и околината. Особено топло ќе биде од среда, кога наместо дневната температура ќе биде на 40 степени. Тие температури ќе траат до крајот на неделата, значи на 40 степени. Ќе биде многу топло, без услови за врнеж. Источниот регион нема да биде поштеден, а прв на удар е Штип. Утре ќе биде 37 степени, максималната температура, задутре можеби 1 степен повисока, но од прилика така ќе се движат. Значи ќе биде многу топло во периоди за викендот, 37-38, можеби најмногу 39 степени. Меѓутоа од среда ќе биде многу топло, затоа ќе јавиме некои од наредните денови кои ќе биде поблиску. И се очекува во петок многу жешко да биде. Меѓутоа од среда натаму ќе биде жешко. За пониски температури се уште е тешко да се предвиди, известуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Се спојуваат детските граденки Астибо и Вера Циривири Трена во Штип. Промената на правниот статус веќе има и правна основа, бидејќи затоа денес зелено светло дадоа и мнозинството советници во Советот на општина Штип. Со оваа одлука остануваат истите клонови, практично дечињата, родителите не се засегнати, туку се прави спојување административно од две правни лица во едно правно лице. Што ќе значи тоа? Наместо два
управни одбора, наместо 2 директора, наместо двајца сметководители, наместо 2 кујни, имаме 1 кујна, 1 директор, 1 управен одбор, 1 сметководител, 1 благајник со цел намалување на трошоците. Новата статусна промена нема да ги засегне ниту децата, ниту родителите, ниту пак вработените, потенцира Јорданов. Не се засегнати дечињата, ниту родителите, туку само административно спојување на 2 правни лица во едно правно лице со цел намалување на трошоците. Овде исто така сакам да потенцирам дека не се засегнати ниту вработените. Никој од вработените нема да остане без работа, туку стратегијата на среден рок е како ќе се пензионираат веќе постоечките вработени, внатрешно да се реорганизираат и да нема внесување на нови вработени на веќе испразнетите или на во иднина испразнетите работни места. Со тоа ќе се намалат трошоците кои ги имаме во рамки на згрижувачкиот процес, детските градинки, ќе се зголеми продуктивноста и оптимизацијата. Ова го правиме со цел поголема продуктивност, намалени трошоци и одговорно, рационално работење на локалната самоуправа. За советниците од опозицијскиот Социјалдемократски сојуз на Македонија, на правната трансформација гледаат на следниот начин. Неодамна јавноста имаше можност да слушне за скандалот со сомнителните јавни набавки и трошење на парите на граѓаните за потребите на ДПМН по детската градинка Астибо. Иван Јорданов тогаш влезе во улога на истражен орган, апелирајќи до институциите да се истражат наводните финансиски нерегуларности, а очигледно денес со оваа одлука сака тие нерегуларности да ги зацкрие. Скандалозна ситуација изрежирал 74 годишен жител на Пробиштип. Него полицијата го апсила по пријава дека се самозадоволувал пред 8 годишно женско дете. Полицијата постапи по претходна пријава на засегнати граѓани дека лицето ВС на 74 години се самозадоволувал пред 8 годишна малолетничка. ВС е задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Велат од полицијата. Вчера известуваат од секторот за внатрешни работи Штип, во дом на улица Брегалничка во Штип било пронајдено тело на починато машко лице. Лекарот на медицинска помош констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител, телото на починатиот било дадено во судска медицина на обдукција. Увид извршила екипа на СВР Штип. Необична и опасна средба со кафејава мечка на познатиот планински пат Трансфагаршан во Романија стана вирална на социјалните мрежи. На видеото се гледа како мечка му се приближува на маж кој стои свртен со грб и воопшто не реагира. Во еден момент животното се обидува да му ја гризне ногата, пошто возачот кој ја снимал сцената се придвижува со автомобилот и успева накратко да ја избрка. Исплашениот маж потоа трча кон возилото и се спасува без повреди. Снимката предизвика бројни шеги, а еден корисник напиша дека човекот има инстинкт за преживување како компир. Романските власти предупредуваат дека средбите со мечки треба да се сватат сериозно, бидејќи дел од животните ја изгубиле природната предпазливост кон луѓето, поради тоа што туристите со години ги хранеле. Утре не очекува сончево и многу топло време. Температурите ќе се искачат до 35 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 8 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 27%. Температурите по градови се следните. Штип 35 степени, Карбинци 34, Пробиштип 33, Чешиново Облешево 34, Кочани исто така со 34 степени. Температурата во Виница до 34 степен, во Македонска Каменица 32, Делчево 31, Пешчево 30 и Берово со 29 максимални степени. Според православниот календар, утре е свети маченик Емилијан, во католичкиот Игнаци Лолојски.